Добар ден од мене. Со задоволство ја прифатив поканата да денеска зборувам. Јас стално кога ќе кажат детски психијатар и кога одам на тие обуки, јас не сакам да го кажем тоа, затоа што јас пред се тука сум како ментално здравствен работник, некој кој што се грижи за менталното здравје на децата и така и соработувам со Фондацијата Чекор по Чекор повеќе од 20 на години и со Институтот Отворено општество. Така да, значи, ние секогаш работевме на превенција на ментално здравје, ни со буките, нели, низ разни теми и работилници, кои што ги засегаат децата, односно учениците. Па тука ги опфаќавме и тие теми и работилници за деца кои што доаѓаат од нестимулативни средини, деца кои што се едукативно занемарени, на некој начин деца со посебните потреби, децата со социјемоционални проблеми и други области од интерес. И повеќе од 30 години во мојата секојдневна работа, до ден денеска јас сум во постојан контакт со училиштата, се во интерес на децата. Во контекст на соработка, во контекст на соработката со Чекор по Чекор, следеше далечната 2002 година една обука на еден меѓународен проект Образование за социјална правда, тренинг на обучувачи. Преку оваа програма, освен јас што добив нови знаења за мене, доживеав и една лична трансформација во за мене една нова област. Научив како да ги препознавам и именувам појавите, што предизвикуваат неправда, односно разбрав како настануваат и функционираат стереотипите и предрасудите, како и брзината со која што овие стереотипи и предрасуди доведуваат до генерализација и исклучување на одредени групи деца, па од тука и одредени неравноправности, неправди на кои истите се изложени. Претходно наставниците па и другите професионалци, тука зборувам и јас лично како здравствен работник, немав знаење ниту искуство на теми кои што се бават со различноста на културите и некои специфичности. Образованието за социјална правда, значи почитување и единствено е по многу обележја кои што произлегуваат од различните искуства, било да сме ние свесни или несвесни за тоа. Повремено забораваме дека секое дете е личност и единствено по многу нешта, а тоа е поврзано од средината од каде што доаѓа, какви биле неговите претходни искуства на раст и развој, предзнаењата со кои што доаѓа на училиште, дали добро го познава јазикот на кој што ќе се школува, какви биле неговите способности, какви се неговите способности. Во минатото, зборувам, наставниците беа насочени кон сопствената работа да ги остварат целите со единствен пристап кон сите деца, при тоа не земајки предвид одредени специфичности на одредени групи. Децата од ранливите групи како што се сиромашните деца, децата на кои не име тој мајчин јазик на кој што се школуваат, од други националности, од малцински групи. Наставникот, кога се обидуваше да работи со овие деца, коментарите беа дека таа работа може да биде многу тешка и да биде залудна и однапред овие деца да се предодредени на неуспех. Тие деца ги категоризиравме во Заводот за ментално здравје, значи зборувам далечните 80-ти години, каде што тогаш доминираше медицинскиот модел на проценка, штом детето е неуспешно или се сеќавам при уписите во прво оделение, тогаш ги тестиравме во Заводот за ментално здравје, ако детето е незрело или е дете со попреченост или посебни потреби, ние ги тестиравме и тогаш или не можеше да се прилагоди на училиштето, значи ги праќавме во посебните училишта. Образованието, овие работи се почнаа да се менуваат последниве години и се менуваат во изминатите години, се менуваат и до ден денес. Сега веќе овој медицински модел
е напуштен и сега постои еколошкиот модел на проценка, односно функционалната проценка која што се имплементира во нашата држава, која што е во корелација со Конвенцијата за правата на децата, дека детето има право на образование, детето да биде вклучено во редовното образование и член сум на Националното координативно тело при владата на Република Македонија, која што овој процес треба да го избутка во крај, се со цел за инклузија на овие деца. Да се вратиме на образованието за социјална правда. Значи, самата оваа програма развива критичка свест за проблемите на нееднаквиот третман на децата, односно луѓето поради разликите кои што постојат меѓу нив. Образование за социјална правда значи почитување и единствено по многу обележја кои што произлегуваат од различните искуства, низ кои што минуваат децата и било ние возрастните, дали сме за тоа свесни или не. Овие деца често наидуваат на неприфаќање, недоразбирање кое се манифестира низ стереотипи, предрасуди и дискриминација. Ова општествена неправда свесно или несвесно се вовлекува во училниците, било да е тоа низ односот на наставникот или однесувањето на другите деца, или пак нивните семејства, па дури и пошироко во општеството. Ова не се фрази, ова се случува. Јас секојдневно го гледам во мојата пракса. Мислам, не е често, но се случува уште. Децата, бидејќи тоа се случува, овие деца се чувствуваат лошо и во иднина може да манифестираат одредени емоционални проблеми, како што се намалена самодоверба, несигурност, отпори кон училиштето и учењето, со што детето нема да може да ги развие и користи своите потенцијали и во иднина да стане рамноправен член во заедницата каде што живееме. Многу од нас, било да се тоа наставници, стручни служби, креатори на воспитно-образовниот процес, молчат за конкретните проблеми на кои наидуваат и како овие проблеми влијаат врз развојот на децата. Често можеме да слушнеме: ако се потруди, ќе успее. Тој може, ама не сака. Дали е баш така? Дали ние им пружаме исти можности на сите деца? Или дали бараме исто од сите деца? Многу од нас мислиме дека немаме влијание на она што го гледаме и што го слушаме. Се амнестираме од одговорност и велиме: тоа не зависи од мене, што можам јас тука? Не е доволно само да кажеме дека ние не сме оптоварени со предрасуди и дискриминација и да останеме настрана. Важно е да ги препознаеме проблемите и да делуваме. Секој од нас може да делува во својата област, да се огласи ако зборуваме со речникот на социјална правда, да го именуваме проблемот, да изградиме сојузништво и да иницираме промени и на таков начин да изградиме едно похумано опкружување, како би овозможиле прифаќање на детето такво какво што е, прифаќање на неговата различност, специфичност и така да обезбедиме вклученост и да превенираме ментално здравствени проблеми. Знаеме дека детството е најкритичниот и најранливиот период во развојот на секое дете. Во овој период се развиваат темелите на неговиот емоционален и интелектуален развој. Улогата на возрастните е пресудна. Родителите, негователите, наставниците, секако. Важно е децата и да бидат вклучени во активности. Важно е да се задоволени потребите за игра и учење, интеракција со другите деца, прифаќање од другите. Ако сакаме да креираме адекватно опкружување за учење за децата од ранливите групи, темата со која сакаме да се бавиме не е културата, туку социјална правда, вели Пол Горски, цитат од 2013 година. На секој дете треба да му возможиме еднакви шанси и активно да работиме на социјална неправда, доколку се случува во нашите училишта. За да го постигнеме тоа, мора да имаме јасно разбирање за неправдите и да воспоставиме образци на општествено однесување кое поддржува и освестување како тоа се одразува на учениците. Образованието за социјална правда може да се интегрира во посебни курикулуми преку адаптација на активности и материјали, како кај децата уште од најмали,
би се развивало однесување втемелено на принципите на социјална правда и креирање инклузивно оделение и училишна средина, каде ќе се препознаат и ценат разликите меѓу луѓето и ќе се спречи секој облик на дискриминација. Токму целта на образованието за социјална правда е и да ги поучи учениците како во општеството да ги препознаат оние луѓе или деца кои поради своите разлики во однос на мнозинството се обесправени, па оттука и да реагираат како оваа неправда би се поправила. Јас се сеќавам дека ние имавме такви курикулуми и со учениците и многу убаво и добро ја прифатија оваа обука, освестувајќи ги сите овие целни групи, нели, прилагодени на нивна возраст. Со образованието за социјална правда развиваме критичка свест, како што беше кажано и досега, за проблемите на нееднаквиот третман на децата, односно луѓето, поради разликите кои што постојат помеѓу нив. Само со социјална правда можеме да изградиме едно општество кое што поддржува, општество кое што почитува, општество кое што вклучува, односно да тој хуманистички пристап да биде присутен во нашата држава. Тоа всушност и го бара една демократија, тоа го бара и Конвенцијата на правата на децата на кој што Македонија е потписник и треба да ја реализираме во нашите средини. Всушност, и социјална правда значи еднаков и праведен однос на општество кон секој поединец. Се разбира и дете. Ви благодарам.